повечер во најновото издание на Cybershift, да ги проследиме содржините кои ги подготвивме за денеска. Од Home часовници и чет апликации, што представи Google на I.O. 2016. Првиот Google I.O. по ребрендирањето на Google во Alphabet не понуди ништо поразличен формат во презентациите. Компанијата сепак успеа да не изненади. Покрај сето што го знаевме за Android N до сега, тешко беше да се предпостави дека виртуелната реалност ќе биде во фокусот на новиот оперативен систем. Според Google, најголемите производители работат на телефони кои ќе бидат компатибилни со Daydream платформата и ќе соработуваат со останатите девелопери за адаптирање на мобилните апликации. Со виртуелната реалност Google повторно ќе се обиде да воспостави минимален стандард за квалитет. За жал, предходниот проект Android One не беше широко прифатен, но виртуелната реалност има поригорозни барања, па за Android N уред да покажува Daydream VR, екранот на телефонот ќе треба да исполнува услови, а телефонот треба да доаѓа и со потребните сензори. Allo и Duo се нови апликации за чет кои ги представи Google. Апликациите се поврзуваат преку телефонскиот број. Allo доаѓа со интегриран гласовен асистент. Ова овозможува автоматско пополнување на одговорите додека се допишувате. Апликацијата доаѓа со емотикони кои се со различна големина. Корисникот може да пишува врз сликите и потоа да ги испрати, а може и да ги зголеми. Од Google работат на интегрирање со останатите апликации, а се чини дека чет автоматите и вештачката интелигенција се почесто ќе ги гледаме заедно, откако неодамна и Microsoft и Facebook најавија слични платформи. За разлика од Allo, Duo овозможува видеоразговор. Разговорот е помеѓу двајца соговорници и доаѓа со end-to-end криптирање. Преку предната камера корисникот кој започнува повик најпрво испраќа видео кое кога пристигнува кај другиот корисник овозможува веднаш да види кој го бара. Новата верзија на Android Wear 2.0 е можеби најголемото изненадување на Google I.O. Станува збор за потполна надградба на оперативниот систем. Часовникот доаѓа со миниатурна QWERTY тастатура, која на малиот екран делува барем со ограничена корисност. Google препознава дека најголем дел од корисниците ги користат паметните часовници како фитнес додаток, па оперативниот систем сега е покорисен за спортски активности. Часовникот ќе може да препознае различни видови на вежби во зависност дали вежбате фитнес, кардио или вежби за зголемување на силата. Тест верзијата за Android Wear 2.0 веќе им е достапна на девелоперите и можат да започнат да ги прилагодуваат своите апликации. Новата верзија на Android N ќе биде прилагодена и за автомобилите. Android Auto сега ќе се напика во уште повеќе делови на автомобилот. Корисникот ќе може да го користи за контрола на клима уредот, загревање на седиштата, отворање на прозорците и слично. Остатокот на автомобилот се уште е поврзано со возењето е на посебен систем и не се поврзува со Android, па нема опасност дека по евентуалното пробивање на Android Auto некој ќе има пристап до кочниците или моторот. Иако немаше премногу хардвер на првиот ден, Google сепак представи неколку уреди. Google Home е хуб преку кој може да се управува работата на сите паметни уреди во домот. Уредот е конкурент на Echo и неколку слични уреди, а Home не отстапува премногу ниту од формата на конкуренцијата. Home е паметен звучник кој може да ги прави сите работи како Amazon Echo, само подобро, вели Марио Уейрос на презентацијата. Иако Google Home најверојатно е најинтересниот уред кој е презентиран, соработката на Google и Xiaomi е поеднакво интересна. Двете компании заедно ќе освојуваат дневната соба преку Android TV. Новиот најавен уред 4K Mi Box доаѓа со Android TV и 4K подршка, а она што е позначајно, ова ќе биде првиот Mi уред кој официјално ќе биде достапен во САД. Што се однесува до телевизорите, официјални партнери на Google за Android TV во Европа се Beko, Grundig и Vestel. Google представи арт камера со резолуција од 1 гигапиксел. Пребарувачкиот гигант дефинитивно е Giga. По лансирањето на првата интернет мрежа со брзина од 1 гигабајт во сат, сега лантира и специјална камера со фантастична резолуција од 1 гигапиксел, наменета за фотографирање на уметничките слики во музеите и нема да можете да си ја купите за вас. Оваа камера може со невидено многу детали да ги зачува скапите слики во дигитален формат. На компјутер ќе може буквално да се види како секое влакненце од четката поминало по платното. Импресивно
импресивно, особено за оние кои сакаат потоа детално да ги проверуваат уметничките дела дали се оригинални или се копија. Камерата инаку функционира така што фотографира макрослики одблизу на делчиња од фотографијата, поточно на секој квадратен инч и после секоја фотографија автоматски се поместува кон друг дел на сликата. На крај сите мали макрофотографии од уметничката слика се спојуваат на сервери на Google и корисниците го имаат финалниот производ за околу 3 часа. Фотографирањето на една уметничка слика со оваа камера инаку трае само 30 минути, доколку таа има големина 1 на 1 метар, што е навистина импресивно. Досега овие процеси траеле по цел ден. Арт камера досега е искористена за многу уметнички дела од најразлични уметници, како Моне, О'Киф и Ван Гог. Фотографиите може да се видат на специјален сајт на Google, наречен Google Cultural Institute. Камерата е инаку бесплатна за користење за сите музеи во светот, со тоа што потоа корисниците ќе мора да се сложат Google да ги објави фотографиите на својот веб-сајт. Досега Google Cultural Institute ја има позајмено камерата на организација од Брисел, Индија, Хонг Конг. MCI лансира нова X99A матична плоча со мокни спецификации и преден USB Type-C приклучок. Во геймерскиот свет, особено кога се во прашање геймерските матични плочи, има едно име кое веќе со години вади производи кои им го забразуваат срцето на геймерите, а тоа е MCI. Нивната нова матична плоча X99A Gaming Pro Carbon од високата класа е изработена од карбон и според сите спецификации е идеална за подлога за изградба на зверски геймерски компјутер. Матичната плоча може да функционира со мокните Broadwell и процесори, поточно екстрем верзиите наменети за тешките 3D игри. Покрај поддршката на мокните чипови на плочата има ултрабрза Turbo M.2 порта за најбрзите SSD дискови, 4 PCI 16 слотови за графички картички и 2 дополнителни PC4 слотови. Покрај огромните можности за воредување на мокни делови, матичната има и копче за инстантен overclock за оние кои не се подготвени за да ги трошат компонентите кога не играат игри. Ова е и првата матична во светот со USB Type-C приклучок во предниот дел, кој ќе го олесни поврзувањето со паметните телефони. Нормално, во задниот дел има и Thunderbolt 3, дополнителни USB 3.1 и Type-C приклучоци, како и DisplayPort. Како и секоја геймерска матична, и ова има RGB осветлување, кое се контролира преку Mystic Light Application, апликацијата за компјутерите и паметните телефони, кој би требало подобро да ги нагласи агресивно дизајнираните делови кои ќе се вградуваат во внатрешноста на со стакло прозирното куќиште. Цената на X99A Gaming Pro Carbon изнесува $330. Google има свој процесор за вештачка интелигенција. Tensor е процесор од Google наменет за machine learning, што за најмалку 7 години ќе го продолжи Муровиот закон, кој вели дека моќта на процесорите се дуплира секои 2 години. Но процесорот на Google всушност го забрзува правилото, бидејќи процесорот ги подобрува перформансите за 3 генерации. Tensor Processing Unit имаат подобри перформанси по потрошен ват електрична енергија од сите комерцијално достапни графички, GPU и Field Programmable Gate Arrays, вели Сундар Пичај, директорот на Google. Станува збор за процесорите кои се користат за AlphaGo компјутерот, кој неудамна стана светски шампион во играта Go. Според блогот на Google, компанијата ги користи овие процесори во своите податочни центри веќе една година. Процесорот пред се е наменет за machine learning, поточно како поддршка за TensorFlow софтверот и е 10 пати побрз од конкуренцијата која би можела да се користи за слична намена. Tensor е доволно мал да може да се смести во просторот предвиден за хард диск во раковите во податочните центри. Google овој процесор, освен за AlphaGo, го користи за RangBrain и Street View. Ова е прв пат компанијата јавно да потврди дека работи на производство на процесор. Новиот процесор нема да ги замени досегашните процесори, графички процесори и Field Programmable Gate Arrays, туку е наменет да работи заедно со нив. Група истражувачи од Универзитетот Bristol Interaction Group дизајнирале тенка модуларна форма за екран чувствителен на допир. Дисплејот е изграден од мали коцки со 6 страни, кои заедно можат да се репозиционираат, но за разлика од рубиковата коцка, тие се малку повеќе флексибилни. Уредот изгледа како рамен телефон, кој може да се преклопува и повторно да се конфигурира во контролер за игра. Како ви се чини?
Фотографиите на Facebook наскоро ќе се променат и ќе станат подобри, затоа што социјалната мрежа работи на опција што возможува прикажување на фотографии во 360 степени. Новата опција прилично подсетува на видеозаписите во радиус од 360 степени, кои Facebook неодамна ги пушти во употреба. Помрднувањето на перспективата на фотографиите ќе се одвива со повлекување на прстот или показалецот на компјутерите, односно со движење на смартфонот. Апликацијата на Facebook ќе поддржува и објавување на фотографии во 360 степени, снимени со специјални камери, но и сите денешни смартфони што ја поддржуваат оваа опција. Фотографиите ќе може да се гледат и преку очилата на Samsung Gear и Oculus. Apple развива нова технологија за бежично полнење на своите уреди, кој засега се применува само за смарт часовниците, но зголемувањето на тимот со експерти од помали компании дава знаци дека во наредните години планира големо подобрување кое ќе важи и за iPhone-и. Главната цел е бежичниот полнач да има поголем досег преку радио или микробранови, за да не мора уредот да биде фиксиран на лежиштето за полнење. Оваа идеја е преточена и во неколку патенти кои дополнително ќе се развиваат. Ова беше се во ова издание на Cybershift. Се гледаме со нови информации за технологијата за 7 дена. Довидување.